Сите среќни семејства наликуваат едно на друго, а несреќните, секој на свој начин со својата собствена несреќа. Ја немаат привилегијата сите да бидат среќни. Судбинските шамари понекогаш знаат многу да болат, задаваат удар таму каде што најмногу боли, каде што човек најмалку очекува. Но кога најмалку очекуваме, Бог подотвара врата и нуди излез од тешката ситуација, како што е во следните случаи на нашите сограѓани. Значи, почитувани присутни, драги браќа и сестри, сите среќни семејства наликуваат на едно, а несреќните, секој на свој начин со својата собствена несреќа. Ја немаат привилегијата сите да бидат среќни. Судбинските шамари понекогаш знаат многу да болат, задаваат удар таму каде што најмногу боли, каде што човек најмалку очекува, кај децата. Но кога најмалку очекуваме, Бог подотвара врата и нуди излез од тешката ситуација. Таков е и нашиот случај. Наташа Николовска од Прилеп има 7 години и поради болест на централниот нервен систем се уште не може сама да оди и да зборува. По двомесечниот престој во детската клиника во 2010 година во Скопје и критичната здравствена состојба низ која што помина, сега се наоѓаме пред уште поголем предизвик. Благодарејќи на голема хуманост од едно лице од Германија кој што ни ги подари лековите, здравствената состојба на малата Наташа се стабилизира, но сега се наоѓаме пред уште поголем предизвик. Како овие лекови самостално да ги набавуваме? Редовната терапија што постојано прима за контрола на нападите чини секој месец над 1000 евра. Бидејќи овие лекови не се на позитивната листа на Фондот за здравство, а рефундирањето на финансиите е неизвестно, државата нема одвоено парични средства во програмата за ретки заболувања. Поради видот на болеста и неподвижноста на Наташа, потребно е задолжителна физикална терапија во костозглобната болница во Свети Еразмо од Охрид. Секоја година 4 пати по 30 дена. И за оваа рехабилитација секој престој се наплаќа по 400 евра за мајката придружник. Исто така е неопходна и биомеханичка рехабилитација, со која се остваруваат задоволителни резултати, со која пациентите се осамостојуваат и ги враќаат изгубените функции на своето тело. Годишниот третман за оваа рехабилитација чини 3400 евра, а упис веќе имаме добиено за упис покана од раководителите на центарот од Абара од Белгија. Со последното конзилијарно мислење од ноември 2011 од страна на стручниот колегиум на детската клиника ни се препорачува да извршиме оперативен зафат, така наречена палиативна оперативна хирургија во некои од клиниките во странските центри кои што вршат таа клиника. Ова и сите други се само некои од основните потреби за згрижување на Наташа Николовска, но тука не се спомнати и набројани честите болнички хоспитализации, патните трошоци, ниту неопходните средства за екзистенција на нашето 4-члено семејство. За да биде уште потрагично и покрај високото образование, и двајцата родители на Наташа сме невработени. Како понатаму е единственото наше прашање, бидејќи со месечните примања не можеме успешно да ги покриеме трошоците за комплексното лекување и набавката на потребната медикаментоза. Единствена надеж ни е вашата хуманост, почитувани. Подсетете се дека здравиот човек има 1000 желби, а болниот само една – да оздрави. Како секој родител и ние сакаме да исполниме единствената желба на Наташа, за да може своето детство да го помине како останатите деца, со изгребани коленца и лакти, но детска игра. Неизмерна благодарност до сите кои ќе помогнат или се одзвијат на било каков начин на овој апел. Голема благодарност и до организаторите на овој хуманитарен настан, Владко Неделковски со фамилијата, отецот Митко, членовите на црквата, Сдруженијето Свети Архангел Гаврил, сите големи и хумани македонци и други лица, кои до сега несебично се залагаа за собирање на потребните парични средства. Помогнете Наташа Николовска да оствари нежината желба да оздрави. Помогнете благодарната и искрена детска насмевка
да биде награда и сатисфакција за вашиот хуман гест и благослов за вас. Постои девизата дека парите не се најважни, но во нашиот случај се преку потребни за среќната насмевка на едно дете. Господ нека ви дава мир, љубов, радост, среќа, здравие и секое добро. Ви благодарам. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на вака исклучително големи и хумани луѓе, кои овде присуствуваат и вечерата ја посветуваат за големи хумани дела и несебично помагаат каде и кому што треба. Би сакала да искористам оваа прилика и да се заблагодарам за вашето присуство на оваа хуманитарна вечера. Да се заблагодарам на организаторите на овој настан и на членовите на Сдруженијето на Свети Архангел Гаврил. Да се заблагодарам на отец Митко со фамилијата и фамилијата Неделковски, како и на сите добри македонци, што и претходно ја покажаа својата хуманост во акцијата за собирање на парични средства за нашата ќерка. По тој повод би сакала да кажам, нашата ќерка, Наташа Николовска од Прилеп, боледува од ретка болест, церебрална парализа и има епилепсија која е отпорна на терапија. Самата природа на болеста е многу тешка и непредвидлива. Веќе 7 години самостојно се бориме и справуваме со сите потешкоти на кои наидуваме, да ја удостоиме квалитетен живот во рамките на незините можности. Патот по кој чекориме воопшто не е лесен. Минавме низ многу предизвици и искушенија. Во еден период животот на Наташа висеше на конец. Тогаш, заедно со докторите од детска клиника Скопје, издействувавме лек кој го спаси животот, ја извлече од епилептичен статус. Но за жал, лекот не е на товар на фондот. Иако високо образовани родители, ние сме без работа, со тешко болно дете, чести хоспитализации, рехабилитации и како згора на тоа малку да беше, па мораме и лекот самостојно да го набавуваме и финансираме. Нашата држава е релативно млада и е во фаза на реформи. Живееме во транзиторен период, каде се прават обиди да се променат многу нешта, вклучувајќи ги и децата со ретка болест. Во нашиот случај, кога се работи за детскиот живот, кој нема цена, времето и состојбата на нашата ќерка немилосредно не притискаат. Принудени сме сами да изнаоѓаме соодветни решенија, бидејќи болеста и смртта постојано не демнат. Затоа, овде и сега, почитувани представници на вашите влади, почитувани организатори, бизнисмени, политичари, доктори, водители или известители, но во суштина родители, мајки и татковци, од срце ве молам, не дозволувајте еден што туку почна детски живот да згасне. Не дозволувајте ова да остане незаприметено. На ова дете овде му е потребна вашата помош. Да можеше да оди изборува, само ќе дојдеше кај вас и ќе побараше помош од вас. Ние сме само родители и знам дека во ова сето сме сите заедно и дека би требало да делуваме како еден свет спрема една единствена цел, да си подаваме рака едни на други. Се плашиме дека ќе го загубиме животот на нашето дете, ако не успееме да ги обезбедиме потребните финансии за набавка на лекот, кој чини над 1000 евра месечно. Но стравот поминува кога ве гледам како несебично, со драга волја сте спремни да подадете рака, бидејќи постои јазик кој е над зборовите, а тоа е љубовта. Благодарам. Јас сум Катерина Гиновска Богеска, другарка на Тодорка Наумовска Димовска, која што моментално е пратена во Турција на трансплантација за црниот дроб. Нејзината диагноза, историјата на нејзината диагноза е започната во 2002 година. Овде кај нас во Прилепската болница е констатирано дека има оштетување на црниот дроб, автоимуно оштетување, кое што самиот организам го отврла. Потоа, со резултатите од нашата болница, пратена е на лекување во Скопје, во клиниката, во одделението гастро, и таму се направени доста испитувања и со направената биопсија е докажано дека боледува од автоимуна цироза, што значи дека нејзиниот организам го отфрла
тоа тело. Сега понатаму се правени уште повеќе испитувања. Незината болест прераснува во нешто што за нив предизвикува шок. Така да во 2004 беше испратена во Франција за да може со сигурност да се потврди дали диагнозата е тоа. Таму во Франција беше нагласено дека е потребна да се изврши операција, ама бидејќи не сме во Европска Унија, тогаш тоа и не беше можно, затоа што треба и доста финансии. После 10 години од незиното откривање на цирозата, овде од клиникава за гастроентерохиропатија медицински во Скопје, конзилијарното мислење што го дадоа докторите беше дека незина со оглед на степенот на болеста и возраста на пациентката и со фактот дека во тие 10 години пациентката, се искористени сите можности за конзервативно лекување, потребно е нагласија дека пациентката треба да се изврши трансплантација на црниот дроб. Еве може овде да се види дека има конзилијарно мислење. Сега финансиските средства кои што требаше да се соберат се доста многу. Испратено имаше од 2-3 болници во Европа. Најприфатлива беше понудата, профактурата што ја прати турската болница Флоренс Најтингел, која што се најдува во Истанбул, каде што сега Тодорка веќе е таму. Операцијата што требаше таму што треба таму да се изврши, изнесуваше негде $80,000, кои што средства се за наши услови, каде и на друго место не е многу тешко да се соберат. Операцијата е веќе извршена таму во Турција. Таа е во брак веќе 3 години. Нејзин донатор за црниот дроб е нејзиниот сопруг. Сега и двајцата се најдуваат таму. Се надевам дека со ова секој што ќе го види, ќе го слушни, ќе допре до нивните срца. До сега сите луѓе што испаднаа хумани, што донираа, му искажуваме голема благодарност. Се надевам дека и понатаму ќе има уште хумани луѓе кои што можат, како што гласи слоганот "Подај рака, подари живот", дека сето ова ќе допре до нивните срца. Апел до сите, ги молиме сите кои се во можност да помогнат финансиски за да се излекува и за да продолжи животот на мојата другарка. Од се срце ви благодариме, кој може да помогне. Голема благодарност од мене и од незината фамилија и сите оние кои што ја познаваат. Јас сум Весна Боцеска, од Прилеп, имам 37 години, мајка на 2 малолетни деца, мажена. Лани во април месец ми беше диагностициран аденокарцином на белите дробови и од тогаш започнав со лекување на клиниката за пулмологија во Скопје. После 4 месечна терапија, цитостатска терапија и лекот Авастин, имаше големо подобрување. Потоа продолжив со лекување во онколошкиот институт во Виена, кај професор доктор Зелински, каде што ми беше направена компјутерска томографија и беше потврдено влошување на состојбата. Ми беше направено генетско испитување со што беше докажано дека постои мутација EGFR во тој тип на карцином. Лекот за таа мутација беше Тарцева ерлотини под 150 мг, кој го примав наредни 3 месеци. Лекот кошта €2500 месечно. После 3 месечна терапија, повторно бев на контрола и имаше големо подобрување, што значи дека и делумно сум излечена, но леков треба да го земам превентивно, некаде околу 5 години, а може и повеќе.
Благодарна сум на сите хумани луѓе кои имаат помогнато, а верувам дека ќе ги има многу уште. Уште многу. Здраво, јас сум Ивана, а боледувам од акутна проматобластна леукемија. Од 2.2.2009, после првата терапија, водена по АИДА протокол, постигната е потполна ремисија, но после 2 месеци дојде до релапс на болеста, па употребивме арсен триоксид за кој беа собирани средства, чинеше околу 60.000 евра, но после 2 месеци пак дојде до релапс на болеста. Следната постапка е трансплантација на коскена срж, но во моментов се бара дарител и за тоа се потребни многу средства. Straight back at you. 550. Can I get 6? $550. Alina, they love your painting. $550 is the bid by the gentleman above the TV. $550. Anyone want to give me anything more than $550? $550. First call at $550. What do you say, sir? Second call at $550. You're not going to let him have everything tonight, are you? 600. Thank you, sir. We got a new bidder. $600. What a great bid. Почитувани гледачи, еве во ИН-ТВ го имаме господинот Владко Неделковски, кој што е благајник на добротворната организација, хуманитарна организација Свети Архангел Гаврил од Сиднеј. Па да го отпочнеме разговорот, како дојдовте на оваа идеја за да се организира една ваква добротворна акција за наши сонародници во Република Македонија? Ова идеја ја почнавме точно пред една година. Можам да кажам дека ова е сега јубилеј, една година постоење. И тогаш беше само една мала акција да се помогне на Гаврил Жежовски, што почнавме и вие и Миле бевте исто инволвиран во таа. Да. И меѓутоа свативме дека ако се организираме и ако ја вклучиме македонската заедница во сето ова, ќе имаме подобар успех. И така тогаш ќе направивме првата акција, направивме таа хуманитарна вечера за Гаврил, која што беше доста успешна. И сега денеска ја правиме втората акција, што можам да кажам не дека е успешна, е повеќе од очекувањата што ги имав јас лично. Моите очекувања беа големи, меѓутоа ова е навистина повеќе од колку што очекувавме. Сега можам да кажам некои приближни бројки. Од аукцијата се собраја околу $11,700. Од самата лотарија, продажбата на тикетите беше околу 3.100. И имаме донации кои што луѓе што подарија, што сака да останат анонимни, просто само кога слушнаа за што сето се работи, за што правиме оваа акција, тие само рекоа ние сакаме да донираме. Истото се случи и вечерва, имаме донатор од $2,200 кој што само дојде до мене и рече сакам толку да дадам. И јас немав зборови што да кажам во тој момент. Само и имаше многу такви хумани луѓе вечерва што ги видовме тука сите заедно. Меѓутоа едно е важно што ние како организација не можеме ништо да направиме ако ве немаме вас. Македонската заедница и спонзорите, морам да ги спомнам тројцата спонзори, Љупчо Огненовски со катеринг и Линден катеринг, исто и Кире Филиповски кој што многу помогна и донираше големи награди во акцијата. Тоа е Millennium Travel, да? Millennium Travel, а исто морам да го спомнам еден од нашите најголеми донатори и спонзори, без кој ова вечер немаше да биде што е и што се случи, тоа е Глед груп, кој што собственикот донираше сето ова пиење што ги имавме, сето ова салата кај што бевме, тој сето тоа се понуди, не се сложи, ние не го прашаме тоа да го направи, тој се понуди, го даде тоа од срце, сето тоа да го плати и стигнавме кај што стигнавме до тие бројки. Ако ги рачунаме 11.000 плюс имаме околу 13.000 од картите, тие се 24-25 скоро и плюс лотаријата околу
26.000 така грубо кажувам сега. Сега после ова очекуваме да има некои други донации и не сум сигурен до која бројка може да завршиме до крајот на неделата. Господине Неделковски, можете ли малку да ни кажете повеќе за организацијата која што постојано настојува кон тоа да сета ова активност на некој начин да биде ставен во предвид Господ, така да вечерва се продадоа голем број на икони, така да македонскиот православен народ очигледно во срце го има православието и преку православието го оддава тоа што го носи со себе. Па тоа го покажа вечерва, дека македонскиот народ е православен народ и сака да, како што и се кажува во Библијата, дека македонскиот народ е народ кој што сака да дава, кој што сака да му помогне на ближниот, и ова се покажа вечерва на најдобар начин пример. Бог е тој што не зближува. Бог е тој што ни дава сила да се движиме понатаму, да се сакаме да се сакаме едни со други. Вика дека се вели дека Бог е љубов, а ние ако не искажуваме љубов, значи го немаме ни Бога со нас, а ако немаме љубов, тогаш е мрак. Токму тоа преку иконите изразуваме и на некој начин желба за побрзо оздравување на Ивана, на Наташа, на Тодорка, на сите тие наши лица кои што се во навистина тешка здравствена состојба. За една икона вечерва видовме дека даваат по $2,000, по $1,500. Така навистина тоа многу нешто значи за сите тие наши сонародници во Република Македонија. Како што реков, јас македонскиот народ е православен народ, си ја сака верата и ја чувал со векови, 2000 години, бевме под турско робство 500 години, ни измачувани, малтретирани, ние сепак останавме тие што сме. И ова денеска го покажа што е тоа што го имаме ние. А во иднина очекуваме ли некои на листата за донации во Република Македонија имаме над 20 на лица. Дали постои можност да се направи, да речеме, категоризација на тие лица и да можеме и на нив да им излеземе во пресред во блиска иднина? Па нашата организација ќе настава и понатаму да помага, да држи вакви акции. Сега колку што можеме, ние сме тука да помогнеме. Категоризации не можеме да кажеме дека на некој му треба помалку, на некој му треба повеќе. Ако навистина некој му треба. Па случаите како што доаѓаат, така и ќе пробуваме да помагаме колку што можеме. Сепак јас уште еднаш да кажам дека навистина сум му благодарен на македонскиот народ тука во Австралија. Денеска тоа го покажа дека тие сакаат се дарители, сакаат да подаруваат, подаваат рака на ближниот што му треба помош. Одлично. Со две вакви активности успеавте да соберете $40,000. Навистина тоа е за поздравување. А дали во иднина очекуваме да организираме некои други акции, други некои добротворни активности за некоја друга намена? Можеме тоа да го направиме. Имаме сега соработка и со други организации, како медицинската организација што е на Зоран Бечваровски, црквите се позади нас и мислам народот македонски е со нас и нема да има никаков проблем тоа да се прави во понатамошна иднина ако треба и ќе треба. Господине Неделковски, навистина ние ви посакуваме многу успех со вашата организација Свети Архангел Гаврил и се надеваме дека колку што можеме со оваа организација да им излеземе во пресред на голем број лица кои што имаат навистина потреба. Благодарам уште еднаш на NTV телевизијата што навистина оваа вечер ја направи да биде посебна со снимките што ги направи таму, ги доближи тие наши македонци до нас и благодарност и на вас, миле, за се што правите поддршката во нашата организација и благодарам на целиот македонски народ што беше денеска собран и што од срце ги подари сето тоа што денеска тоа што се случи во оваа вечер. Ви благодарим уште еднаш и довидување. Благодарам. Христос воскресе? Навистина воскресе. Навистина ова беше поздрав кој што имавме можност да го слушаме во последниве неколку недели. Велигденските празници навистина беа успешни во рамките на овој
дел на Сиднеј овдека, па еве накратко да го отпочнеме разговорот и за оваа добротворна акција која што вечерва имавме прилика да бидеме дел од збиднувањата во спортскиот центар Илинден. Како вие отец Митко го доживувавте ова сето што се случуваше во спортскиот центар? Пак сме радосни што се собра многу народ. Сме радосни во тоа што нашиот народ ја покажува својата љубов кон оние кои страдат и гледајќи го тоа како луѓето од срце даруват, ова е потврда на тоа дека нашиот народ е даражлив народ, онака како што и светиот апостол Павле секаде го фали македонецот дека е многу даражлив. Вечерва, како што и самиот организатор спомна, се собрани барем до сега повеќе од $30,000. Тамо имаме 3 особи кои навистина се наоѓаат во тешка ситуација, кои им треба таа материјална помош и сметаме дека ова материјална помош ќе направи кај нив да се врати радоста и надежта за подобро утре и верувам дека ова што ние вечерва го правиме и се направи ќе биде вистински велик ден за нив, вистинско воскресение во нивните души. Токму тоа, меѓутоа, воедно се надеваме дека ова активност, ова хумана активност што беше вечерва навистина од срце прикажана од секој кој што присуствуваше на ова навистина исклучителна вечер, на некој начин е и предзнак дека во иднина ќе имаме уште многу вакви слични активности и во рамките на оваа заедница овдека ќе дадеме уште поголем пример за народот уште повеќе да го отвори срцето еден кон друг. Апсолутно дека со самото регистрирање на самата организација Свети Архангел Гавриел, целта беше токму да се помага. Ова е втора акција и нормално дека акциите ќе продолжат и ќе се направат уште многу акции. Ние сакаме да нема страдање кај нашиот народ, да нема вакви трагедии кои се случуваат, но и тоа се случува и во се владе Божја промисла и во ова нешто владе и е присутна Божјата промисла со тоа што кога другите страдаат, ние да можеме да ја покажеме нашата љубов. Затоа што љубовта на човекот кон другиот се покажува токму во страданието. И токму и нашата љубов кон Бога ние ја покажуваме во тоа што ние сочувствуваме со оние страдања кои самиот Господ Исус Христос ги претрпе, но воедно пак и самиот Господ Бог ја покаже својата љубов кон нас, што тој страдаше за нас за да ни покаже колку тој нас не сака. Така да и ние вечерва со она наше присуство овде на сите и она држливоста потврдуваме колку ги сакаме нашите браќа, односно нашите сестри кои страдаат и на овој начин сакаме да ја облажуваме и веруваме дека ќе облажеме нивното страдање. Воедно сакам да ве прашам, моментално имаме и наша православна социјална служба. Каква е релацијата помеѓу оваа служба и нашава добротворна организација Свети Архангел Гавриел? Пак тие се блиски се, но самата македонска православна социјална служба ќе има за цел, особено бидејќи таа е овде да ги згрижува нашите македонци кои се социјално загрозени. Да речеме, имаме стари кои да речеме немаат можности за дружење, на некој начин како стари се чувствува дека се запоставени и ова социјална служба ќе им овозможни и им овозможува дружење на младите, на старите, но и на младите, но и на оние кои се во средна генерација, но и на најмалите. Да речеме како активности досега имавме направено 2 пикника, каде што да речеме се покажа тоа на дело, како децата се дружат, како да речеме младите се дружат, како старите се дружат, како да речеме
жените се дружат и така натаму. А отец Мицко, дали има можности, еве да речеме, имаме голем број на болни луѓе кои што се наоѓаат моментално во болници или во старски домови. Дали постои можност да се најдат волонтери кои што ќе ги посетуваат нашите болни во овие установи? Па ние и тоа го правиме. Да речеме, јас секој последен четврток во месецот го посетувам старскиот дом во Рокдейл, кај што има 10 наши браќа и сестри кои се наоѓаат тамо, тие се исполнети со голема радост со моето присуство тамо. Потоа да речеме имаме ние наши, да речеме, волонтери, односно наши браќа и сестри кои ги посетуваат старски домови и болнициве. Така да јас, да речеме, ги посетувам и старските домови и болниците, исто така и затворите. За жал имаме ние многу наши во затвори, имаме многу наши млади, и така да јас одам и тие места ги посетувам. Така да токму тоа е и целта и улогата на оваа социјална служба која е и пред самите државни власти овде во Австралија евидентирано, односно регистрирано. Отец Митко, навистина сето тоа што вие им го пренесувате на нашите сонародници овдека преку библиското учење, за да се сакаме еден со друг и љубовта да не биде секогаш пред нас, еве и вечерва овдека во овој наш убав прекрасен дом, тоа веќе е на некој начин реализација на сето тоа што вие го вложувате во нашата македонска православна заедница овдека во Сиднеј. Што може да очекуваме во блиска иднина, во што е можно поголемо зближување на македонскиот народ на овој простор? Нема друг фактор кој може да го обедини или издружи македонецот освен црквата. Црквата е наша мајка. И како што нема друг кој може така лесно да ги обедини децата како што е мајката телесна, така тоа обединување го прави мајката црква. Јас верувам дека во иднина ќе има уште поголемо обединување и да речеме, еве овде вие самите приметувате во самата сала кај што има околу 400 луѓе, тој е како едно семејство. Да. И да речеме, тие комуницираат меѓу себе, тие се смеат, тие се радуваат. И би помислил човек дека тие се му припаѓаат на еден род, односно на една фамилија, или од едно село, или од еден град, а тие се собрани од сите, од разни градови и села, но се како едно семејство. Токму тоа е и улогата. Таква улога има мајката црква, да го обединува човечанството, односно во случајот Македонската православна црква има за цел да го обедини нашиот народ како едно семејство, едно големо семејство, и тогаш кога ние сме единствени обединети околу мајката црква, тогаш сме најсилни и најуспешни. Токму тоа, меѓутоа еве има во некои моменти доживуваме навистина трагични судбини, се соочуваме со таков случај кој што ги загубивме тие наши петмина сонародници во Република Македонија. Станува збор за 4 млади момчиња и еден средовечен човек. Еве утре ќе имаме литургија во црквата Света Петка. Како вие го доживувате овој настан во овие моменти што се случува сето тоа во Република Македонија? Па сите ние, еве овде, иако сме далеко од татковината, го чувствуваме како наша лична трагедија и наша болка, наша лична загуба, и затоа, да речеме, ова нешто сакаме утре, тоа е желбата и иницијативата на тоа нешто се нашите млади македончиња овде од Сиднеј, кои самите тие ја покрена иницијативата да се направи за упокојна литургија за покојните и воедно да се направи помен панехида. Значи, со тоа нешто да ја споделиме и нашата болка, бидејќи тоа е наша болка, и најлесно човек своите болки може да ги лечи само во црквата и со милоста Божја, и така најпрво ние сакаме и болката да ја залечеме на некој начин, но воедно да се помолиме за душите на овие наши маченици. Тоа се маченици
за македонскиот народ, за македонската земја, за македонската кауза и тие ја пролија својата крв. Кој е извршителот на тоа нешто, значи го знае Господ. Но и нема ништо тајно што нема да се открие, ништо се крие или ништо тајно да не биде јавно и така. Па и јас верувам дека тие ќе се откријат. Но ако, да речеме, ние како луѓе не ги откриеме, Господ ќе ги открие. Но, да речеме, сакаме воедно да се помолиме за покој на нивните души, но воедно тоа треба да биде и наш подстрек да ја чуваме верата. И ако ја чуваме верата и живееме според принципите на нашата вера, тогаш нема да дозволиме, односно Господ нема да дозволи да имаме такви искушенија и такви трагедии. И токму тоа е и вашата порака до сиот македонски народ било каде да е низ целиот свет, не? Апсолутно. Единството нам ни е потребно. Но пак ќе кажеме, единството наше може да се изгради ако ние градиме духовно единство. А како ќе го изградиме тоа духовно единство ако бидеме со мајката црква и бидејќи црквата е духот на самиот народ и она што е душата кај човекот, тоа е верата кај еден народ и како што телото без душа е мртва, како што вели и светиот апостол Јаков, така и ние како народ и секој еден народ би се умртвувал ако тој ја запостави верата или ја запостави црквата или се одвои од верата, тогаш што се губи, тогаш што пропаѓа. Да, ви благодариме на вашето учество и на овие убави и прекрасни пораки кои што се испратени до македонскиот народ ширум целиот свет и ние ви посакуваме се најдобро во вашата работа, во вашиот труд што го вложувате во оваа наша македонска заедница овдека во Сиднеј, па и пошироко. Благодариме, Господ нека и со вас, Христос воскресе на сите и пораката е да ја чуваме верата, да бидеме единствени во љубовта кон Бога и ако имаме љубов кон Бога, тогаш ќе имаме љубов и меѓу себе и особено што е најбитното што вели еден отец, никогаш да не бараме друг да не ја поклони љубовта, него ние да ја поклониме љубовта. Затоа што ако некој не ни ја поклонува љубовта, значи ја нема, тогаш штом ја нема, тогаш ние треба да ме ја понудиме. Тогаш и тој ќе ја има и ние ќе ја имаме. Само на тој начин можеме да бидеме успешни, да бидеме единствени, но воедно и да се оградиме од сите искушенија и сите трагедии кои на човечанството, па и нам ни се закануваат. Господ нека и со вас, Христос воскресе и да даде Господ во иднина, да речеме, да преку радио и телевизиските канали во светот и меѓу нашиот народ да се испраќаат позитивни пораки и тоа уште повеќе ќе го инспирира позитивниот дух кај нашиот народ. Ви благодариме уште еднаш за вашето учество во ИНТВ. Во моментов го имаме председателот на Македонското православно социјално друштво од Сиднеј, господинот Зоран Бочкаровски. Еве, тој е воедно и присутен на овој наш добротворен настан на нашата хуманитарна организација Свети Архангел Гаврил, па да го запрашаме накратко какви се неговите впечатоци од овој настан. Поздрав до сите гледачи на ИН ТВ. Ви благодариме на ви благодариме за вечерашното интервју. Како председател на Македонско православна социјална служба од No Fusion Wales, присутни на ова хуманитарна вечер, навистина е еден успешна вечер на која се собра доста средства, има доста присутни луѓе и навистина е чест и задоволство да се присуствуваме на ваква хуманитарна вечер за помош на нашите сограѓања од Република Македонија кои се во тешка здравствена ситуација и навистина ни причинува големо задоволство да присуствуваме на оваа вечер и да
и на некој начин и ние бидеме дел од оваа помош и Господ да му даде здравје и исцеление. И ви благодариме и вас што на вашата телевизија што на некој начин придонесувате за ова да биде информирана македонската јавност тука во Сидне и пошироко сите што гледаат оваа телевизија. Господине Бочкаровски, може ли накратко да ни кажете кога вашето друштво е формирано, кои се целите на вашето друштво и едноставно кои се плановите во најблиска иднина? Македонско православната социјална служба за No Fish and Well се регистрира на 31 октомври 2011 година. Ова асоциација ја регистриравме со цел и ние да помогнеме на социјални случаи, луѓе кои што имаат потреба од помош, луѓе кои се да речеме во старски домови, по болници, сакаме да ги посетуваме, луѓето по затвори и така да ова асоциација ќе се грижи во еднина да помага каде што има потреба и е во склоп на Македонската православна епархија за Австралија и Нов Зеланд. Значи ние работиме со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот господин Петар и така да ова асоциација е дел од епархијата и така да во еднина имаме желби да направиме и поголеми проекти и зафати. Како например? Како например да речеме да се изгради ова старски дом за македонците тука во Сидне, затоа што имаме доста луѓе кои се тука од првата генерација и дојдени од поодамна. Има доста стари луѓе кои ќе има потреба да се направи и старски дом за згрижување на нашите македонци од заедницата. Со Господ напред, да речеме, ние сме на почеток од ова е веќе прва, да речеме прва година, па се надеваме во еднина ќе се развија ова асоциација, ќе имаме повеќе членови. А моментално кои се тие членови, кои профили на членови? Дали имате да речеме правници, акаунтанти или да речеме стручни лица, да речеме медицински лица кои што ги познаваат можностите и потенцијалите на еден старски дом? Моментално да имаме доктор во асоциацијата, имаме адвокат, имаме менаџери, инженери, има луѓе од повеќе области. Се надеваме со Божја помош дека во еднина ќе имаме успех во нашите планови и намери, па да се надеваме дека во блиска еднина ќе имаме и конкретни проекти на кои ќе работиме. А од тој аспект еве нашата добротворна хуманитарна организација Свети Архангел Гаврил има две успешни иницијативи на кои што се собра околу $40,000. Така да вие најверојатно во иднина многу блиску ќе соработувате со оваа наша добротворна хуманитарна организација за да се соберат соодветен број на парични средства со кои што може да го реализирате вие овој долгорочен план за изградба на македонски старски домов дека во Сиднеј. Па да, секако ние многу блиско соработуваме со ова асоциација Свети Архангел Гаврил и така да во еднина ќе имаме можеби и заеднички проекти. Во минатото сме организирале досега на два пати пикник, сме имале исто така прослава божична и стара новогодишна прослава во Долтон Хаус со Македонската православна црква. Во еднина планираме во блиска еднина да исто така да имаме пикник и на 28 јули оваа година ќе имаме Илинденска прослава исто тука во спортскиот центар Илинден. Така да подготовките се во тек, па се надеваме дека
на таа вечер ќе имаме ќе собериме доста средства кои ќе бидат наменети така за хуманитарни цели во иднина. Одлично. Меѓутоа, ете, гледаме дека треба да се изгради Македонската православна црква во Ливерпул. Станува збор за Света Богородица Пречиста. Се разбира, таму се потребни доста солидни парични средства. Меѓутоа, дали ќе смогнеме сили овие два долгорочни проекти да ги видиме на виделина што се вели? Да, секако ние ќе бидеме вклучени во помошта на Пресвета Богородица, црквата, храмот на Пресвета Богородица кој ќе се гради во Ливерпул, и сега скоро има организирано вечера, па се надеваме дека на таа вечера ќе се собера доста средства, и во иднина ние ќе организираме исто така вечер, ќе одредиме кога тоа ќе биде, и нормално дека ние ќе помогнеме за овој храм што побрзо да се изгради. Сите заедно како православни христијани во Сиднеј ќе направиме да имаме уште не само Пресвета Богородица, него и да дај Господ и да имаме повеќе храмови да се изградат, затоа што тука има многу македонци во Сиднеј, а имаме малку храмови, и така да дај Господ да се изградат повеќе храмови. А што ќе кажете за тоа дека имаме паралелни социјални друштва? Имаме Македонско добротворно друштво, што се вика МАУА, Македонско-австралиско добротворно друштво. Имаме уште една македонска добротворна организација, таа е Australian Macedonian Welfare Association. Дали какво е вашето мислење за постоење на вакви паралелни социјални друштва и каква ќе биде ефикасноста на заедницата доколку има вакви паралелни социјални друштва? Па добро, да речеме, ние сме отворени за соработка со сите социјални друштва кои сака да допринесат за доброто на заедницата, да се направат позитивни работи, и не ни смета нас да има повеќе асоцијации, организации. И јас би сакал во иднина сите да работиме на заеднички проекти, тоа ќе биде навистина многу успешно, и со тоа ќе се покажи и христијанската љубов за соработка и за правење добри дела пред Бога, за слава на Бога, и така да убаво е кога има повеќе луѓе кои сака да прават добри работи, и така да јас сум среќен во иднина да видам многу вакви асоцијации и добротворни друштва кои ќе прават добри работи за македонската заедница тука во Сиднеј и пошироко. Господине Бочкаровски, навистина ние ви сме благодарни за вашето отстапено време, а воедно нека биде ова и порака до нашиот македонски народ, овдека колку што е можно посложно да работи за доброто на сите нас. Па и јас ви благодарам на вас, на телевизијата ИН, и порака до сите македонци во Сиднеј да покажеме слога и љубов, и каде што има слога, тука и Господ ќе помогне, и навистина да правиме позитивни работи, да правиме она што не зближува, да ги оставиме негативните работи и да гледаме што е добро за заедницата, и така да напредуваме на секое поле. Ви благодарам многу и имајте си пријатна вечер. Благодарам. Еве накратко да ги прашаме нашите сонародници кои што присуствуваа на ова добротворна хуманитарна вечер на Свети Арханген Гавриел. Како ја доживеавте оваа вечер? Многу убаво. Многу убаво. Што посебно ви се допадна? Спикерот ќе каже тука појке. А овде како имаме и добитникот на една од наградите, станува збор за една скапоцена торта која што беше околу не знам колку ти е, $300, не? Па добро. Сакаме да кажеме нешто и ние. Да, повелете. Пред се добро здравје во Македонија на тие што очекува помош. На сите присутни посакувам пријатна вечер, и тоа што подарија се вика Господ здравје на фамилите нивни, и на тие, на вас со камерите и микрофоно, пратки продолжите. Овече се вика од Господ за Господ или народ за народ, и сакам да посакам на тие таму да оздрава, и тие да ја видиме тука оздравени како нас. На тие што подарија помош, да му се врати болен помош, организаторите и пратки да продолжа, и да му посакам што вика Христос воскресна,
На вистина воскресна, да? Благодариме исто така и се најдобро. Otvori mi belo lenče, sokol mi leta. 3 godini se ljubevme, kaži, aj što ubavo nadgledamo. Surli treštat nasred selo, tapan čuka rum dum dum. Vo selo. Почитувани гледачи, вечерва со нас исто така еден од менеджерите овде во Австралија и истовремено и председател на Австралиско-македонско-ромското друштво од Мелбурн, Австралија, господинот Суат Ејвазов, кој е организаторот на овој голем спектакл со весели момци Деси Емилија Божинова. Па би го запрашале неколку прашања. Како прво, Суат, добро вечер, добро дојдовте во Сиднеј. Добро вечер, господине Горане, и благодарам за поканата што не понудивте да дојдеме вечер на овој спектакл што се вика хуманитарен концерт. Суат, вие веќе ја започнавте турнејата со весели момци, со Деси и со Емилија. Како оди сето тоа? Да, момент, како што гледаме, претежно беше супер. Прво почнавме од Перт, како што слеговме во Перт прво. Концертот беше минимално доста успешен. Потоа продолжиме во Мелбурн, што беше нешто незаборавено, можам да кажам и самиот, значи преполна сала, добра атмосфера и феноменално си поминавме. Потоа продолжиме во Сиднеј, благодарајќи на Гео Капитал и на вас исто. Значи прекрасно, бевме еден викенд таму, кој побарва од луѓето нормално, уште овој викенд присутни сме тука и феноменално врвиме. Значи претежно успешна турнеја. Баш ми е мило. Суат, кажи ни, кои ти се следните планови? Значи, дали ќе има друга австралиска турнеја, дали имаш во план некоја комбинација и сите тие работи? Нормално, секогаш ние сме во работа со претежно македонските групи кои се доста популарни во македонската екстрада и мислиме во план сме на, например, декември или после нова година планираме уште една група, уште нема одлучено точно која. Добре, вие сте од Мелбурн, а како е соработката со македонската заедница? Што слушам јас е многу блиска, имате добра соработка со македонската заедница, ги полните салите, правите заеднички забави? Нормално, затоа сме ни наречени Австралска македонска ромска заедница, за да соработуваме со другите друштва во Мелбурн, како и во Сиднеј, како што знаете исто и со Екстрада евент, секогаш сме добри пријатели и соработуваме секогаш во сите концерти и ја мислам дека тоа е најуспешно и треба да се соработува со другите друштва и со другите местни заедници и со другите градови. Суат, ти благодариме многу за твоето одвоено време. Добро дојдовте во Сиднеј уште еднаш и ви посакувам голем успех во понатамошната работа. Фала многу, Горан, и се надеваме дека во година ќе се слушнеме пак. Почитувани гледачи на НТВ телевизија, добро вечер до сите. Еве се наоѓаме овде во Сиднеј во спортскиот центар Илинден, овој голем спектакл, донаторска вечер за собирање парични средства за нашите во Република Македонија. Па имаме таа прилика и да видиме со нашите специјални гости кои се поканети овде Деси. Како прво да те поздравам, Деси, добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Деси, вие сте на австралиска турнеја во организација на Австралиско-македонското ромско друштво и господинот Суат Ејвазов. Веќе започнавте турнејата на 3-месечна турнеја. Кажи ни, како се одвива сето тоа? Каде бевте досега? Во кои градови настапувавте? Морам да речам дека досега турнејата ни се одвива одлично. Бевме во Перт, одржавме 2 концерти, во Мелбурн одржавме 1 концерт и сега сме во Перт, настапуваме овдека во ресторанот Капитал. Многу сме задоволни од турнејата. И морам да упатам еден специјален поздрав до моите колеги од Весели момци и колешката Емилија Божинова, како и до менаџерот Суат и до целата македонско-ромска австралиска организација. Одлично. Да се кажи ни колку време сте на естрадната сцена? На естрадната сцена сум веќе 4 години.
да речеме професионално. До сега имам издадено една песна, меѓутоа ќе одиме напред, нели, мора да се работат нови материјали, да напреднеме во кариерата, да одиме до некое повисоко ниво. Одлично. Кажи ни, од сите градови овде во Австралија, кој град ви се бенди за вас? Најмногу? Сиднеј. Сиднеј, одлично, не ве укривувам за тоа. Деси, кажи ни, дали посети некој од австралиските плажи овде? Да, бевме во Перт и во Мелбурн и така прошетавме низ градовите, воодушевена сум на вистина од Австралија. И по што ќе паметите ви Австралија? По многу убави моменти, пред се од концертите, од тоа како сме прифатени овде и од едно екстра изненадување што имавме. Значи, ни направија видео запис, благодарност до Гјоко Капитал. Овдека во Сиднеј го направивме тоа за орото Майкл Джексон на Весели момци. Едноставно прекрасно е се, не знам што повеќе да речам на ова. Деси, вечерва сте поканети како специјална гостинка на овој голем спектакл, на ова донаторска вечер. Како ја осеќате атмосферата? Прекрасно е, навистина. Толку добри луѓе да се соберат на едно место, да донираат средства за нашите болни во Македонија е навистина великодушно и многу убав гест. Одлично. Деси, ти благодарам уште еднаш од срце во име на екипата на InTV. Се надевам дека ќе се видиме во блиски дни на повторно тука на уште една австралиска турнеја. И за последно, дали би сакала да поздравиш некој? Сакам сите да ги поздравам во Македонија, овде во Австралија. Бидете добри, весели, здрави, живи. Сакајте се. Деси, ти благодариме, почитувани гледачи за InTV. Јас сум Горан. Пријатна вечер.